И бидејќи недостигот на занаетчи е алармантен, а новото време бара нови занаети, ние решивме на оваа тема да позборуваме со првиот човек на Занаетчиската комора на Македонија и го повикавме во нашето студио. Велам добар ден и добре дојде за господинот Агрон Фазли, председател на Занаетчиската комора на Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за повикот. Минатата година, кога зборувавме на слична ваква тема, дека старите занаети се во изумирање, вие имавте слични предвидувања како она што всушност го кажавме на почетокот на емисијата. Се е тоа убаво што технологијата оди напред, но човечките раце не може да ги замени ништо. Да. И во тоа потполно се сложувам и уште стојам во тоа дека иновацијата е добро дојдена кај секоја професија, но во одреден начин, во одредена насока, да се подобри, односно да се подобруваат условите за работа на човекот што ќе го изврши тој занает. Но занаетот и рацете никој и вештините што ги имаат занаетчиите, ни една технологија не може да ги замени, него само да помага во процесот на изработка на тој занает, односно на работата што ја врши занаетчијата. Моментално видов и во прилогот дека се повеќе помалку стари занаети имаме. За жал, да, се сложувам, но како председател ние покренавме иницијатива и до Министерството за култура, но и до самите локални самоуправи и до самите градоначалници, каде што побаравме одредени субвенции. Куманово е веќе лидер во тоа и дава секоја година субвенција и ги наградува занаетчиите во своите работи. Ние отворивме и суверниница во нашиот град, каде што производите на тие занаетчи што изработуваат стари занаети од филигран, грмчар и разни други стари занаети кои ги имаме во нашиот регистар, ги донесуваат своите производи во таа суверница и ги иновиравме, ја искористивме приликата да со иновација да ги направиме тие големи производи што понекогаш се ги направиле во помали обеми и за да направат значи еден магнет или една добра приказна за да го покаже нашиот град во најдобра смисла. И еве четврта година ние даваме и субвенции, нашиот град дава субвенции за старите занаети, символични, но битно е занаетчијата да се цени. Бидејќи досега споредено со другите земји во Западна Европа, кај нас, за жал, или во целиот Балкан, нема да ја зимам само нашата држава, занаетчиите не беа ценети како иста професија како со адвокат или доктор или професор, така да ние од тука треба да извлечеме поука, да ги цениме занаетчиите, бидејќи се околу нас е занаетчиство. Значи, и оваа декорација, и намештајот, и куќните потреби, поправките во нашите домови што не ги вршат занаетчиите, се токму тие луѓе што помогат да живееме подобро и да создадаме дополнителна работна сила. Затоа ќе велам дека проблемот не е во самите занаетчи, него проблемот е системски. 33 години од нашето осамостојување ние само направивме економисти, правници и ред други професии кои за жал и тие кубурат за работа и доаѓаат дури до коморите наши да зимат некој си цертификат за да одат во странство да работат за занаетчиска работа. Така да тоа сакав да го кажам. Да, така сега на рамниште на лекар се водоинсталатерите, плочкарите, тапетарите, мајсторите за варосување. Тоа се луѓе кои што порано можеби не беа толку ценети, но сега се вистинско богатство и кај нив се чека со денови ред да се дојде до нивната услуга. Или пак клима да наместиш, треба да чекаш цел месец да ти доаѓа мајстор за да ти намести клима. Тука е проблемот. Значи,
Во западниот свет се работело системски да се чуваат професионалните работници, односно занаетчиството. Еснафот и дури во турското време, еснаф значи равноправност. Значи, ако нема равноправност меѓу професиите, сигурно една професија ќе се чувствува неблагодарна, неблагородна во таа ситуација и ќе ја напушти таа средина. Затоа ние апелираме и како комора веќе и вие знаете и медиумите не праќат дека 6 години упорно работиме се со цел да создаваме професионална работна сила и младите да ги стимулираме да прифатат занаети, каде што ќе бидат моментално се сите занаети дефицитарни и јас се сложувам со почетокот на емисијата, доколку си плочкар или водоинсталатер сигурно ќе станеш милионер, затоа што фалат кај нас, дури е механичар, електричар, значи ние се претегаме од градежништво до туризмот. На мојот подпредседател убаво истакна дека имаме нова национална квалификација на дејности, каде што дури 100 шифри на дејноста се дадени во нашиот плюс во нашиот регистар и тука опфаќаат гама на занаетчиства, но и ние мора да соработуваме и со средни стручни училишта, затоа што младите се стимулират, гледаме по прв пат во нашата држава, младите прифаќаат подобро средно стручно училиште, него гимназија. Што е целта или поентата е субвенцијата што ја дава државата. И сега мора да спомнам мерката за самовработување, која се спроведува веќе во нашата држава. Со наша иницијатива и со иницијатива на другите комори, порасна сумата, односно средствата што ќе ги добиват одредени дејности кои сакат да отварат дејност, односно занаетчиство, се за млад човек дури до 10.000 евра. Предходно беше 5.000 евра, сега 10.000 евра. Има огромна заинтересираност и верувам дека покрај старите занаети нас ни требаат и нови занаети и вака споредено со проценката од претходната година, дури 65% од вршителите на занаетчиска дејност и самостојните вршители на дејноста ја користиле таа мерка. И среќен сум дека младите кои и дури се враќат од Германија, ја земат оваа мерка и отварат своји фирми, занаетчиски фирми, занаетчиски дејности и верувам дека со вакви политики позитивни ние бараме дури квалификација на овие дејности за да идат мерката, односно субвенцијата на влада до 30.000 евра, бидејќи соработуваме со Обртничката комора од Хрватска, тоа е занаетчиска комора на Република Хрватска и тамо се категоризирани дејностите, бидејќи со 10.000 евра може да отвараш убав салон за например, еве фризер, козметичар, но механичар не може да отвара со таа дејност, или пак пекар или сладкар, ви требаат нели печки по лифтови се поскапи, така да во иднина ќе гледаме со државата да ги категоризираме овие дејности и да имаме што повеќе субвенции од страна на државата за да направиме работна сила, бидејќи ако продолжи вака, старите занаети мора да се заштитат од Министерството за култура како културно наследство, бидејќи ни ја представуваат историјата, традицијата, културата наша македонска во нашата држава и имаме дури во Куманово имаме 4-та генерација грмчар, кој никогаш никој не може да го успори. И така да верувам дека во иднина ќе наидеме на сериозност од страна на Министерството за култура, за да можеме овие стари занаети да ги ставиме, не се многу, 10, 12, да ги ставиме во културно наследство и кога ќе не доаѓат странците во нашата држава да имат што да видат, бидејќи овие уметници, овие вешти рад се прават знаме со и го ткаат нашето знаме со многу љубов и така да не само знамето, него и нишаните на сите наши паднати херои, дури
занаечиите учествувале, јас сум кажал дека и во создавањето на нашата држава. Имаме примери сега, ден на градот ни беше во Куманово, каде со од сите паднати борци 90% беа занаечи. Во Прилеп исто така. Магдалена Андонова е шивачка, Киро Бурназ е бербер, и така да нашите ерои биле занаечи во создавањето на нашата држава, и во тој контекст ние мора да посветуваме многу добро внимание да ги цениме старите занаети, но и да им покажеме на младите дека тука е перспективата. Перспективата не е веќе во IT секторот, бидејќи технологијата го направи своето, перспективата е во занаечиството, и ги гарантирам дека секој кој би отворил занаечиска дејност, јас гарантирам дека добро би се одржал и добри приходи би имал. Постои една неблагодарна, да речеме, изрека, која што беше многу актуелна пред 20-тина, можеби и повеќе години. Тогаш им велеа родителите на децата: учи за да не работиш, во смисла на тоа за да не се мачиш, не за да не работиш ништо, туку за да не се мачиш во животот. Сега се враќаме на она учи занает за да имаш да преживееш. Да. За жал да, јас реков и предходно дека 30 години ние погрешно ги учевме и ние сносиме одговорност. Погрешно ги учевме зашто во другите западни држави нема 1 сат и пол, дури и приватниот сектор, кафе пауза. Значи, ние мора да имаме работа, да работиме, да го почитуваме работното време и да создадеме квалитетна работна сила. Тоа значи дека ние не мора да му кажеме да им кажеме на нашите деца: немојте да бидете занаечи, за тоа што нема да бидете вреднувани, него напротив, ние мора да им кажеме дека истата вредност ја имате и вие, и тој што се бави со политиката. Зашто токму тој вакуум што ние како родители го согледавме, ние не можеме сите да бидеме пратеници. А зошто да не биде и еден предприемач, и еден занаечи пратеник? Значи, апсолутно ние направивме погрешна проценка, по моје мислење, и по поширокото мислење, и така да сега досна е, но никогаш не е досна, да создадеме наша работна квалитетна сила, да ги цениме нашите занаечи и да имат ист третман како сите други професии. Затоа што и камерманите сега се во како занаечи и други дејности, да не ги спомнам, 100 дејности. Новото време носи нови професии. 100 нови професии според новата национална квалификација ги имаме веќе во нашиот регистар, така да ние нема да престанеме тука. Нашиот регистар е споен со Министерство за економија, бидејќи носиме јавни овластувања, но не е се така црно. Мислам дека и кај механичар да одиш, треба да чекаш месец дена за да можеш. Дефицитарни се сите занаети кои што мора да имаме и други такви професии и други такви дејности за да може да бидат слуга на општеството, бидејќи и пекарите спаѓаат во нас, и сладкарите, утринскиот мирис на пекарата ти дава еден, зашто нашата земја е топла, ние сме се научили во овие работи, и пекарата работи за тој професор што ќе оди во предавање, тој доктор што ќе оди во работа, истата услуга ја дава. И механичарот така не може да се поправи автомобилот со кој што треба да отиде, автомобилот кој што ќе го носи пациентот или пациентот во болница, така да мора да бидеме почитувани, за да им пренесеме на нашите деца дека таа професија не е срамна, да работиш и да прифатат децата полесно да бидат тие што треба да бидат во нашата држава. Токму заради тоа што сметаме дека занаетчиството
без разлика дали станува збор за старите занаети, оние кои што полека изумираат, или овие новиве, модифицираниве, кои што пак носат нова енергија, нов импулс, токму заради тоа што сметаме дека треба да биде во подем, затоа правиме вакви емисии, за да ги поттикнеме младите луѓе да размислуваат дека нема ништо подобро во животот од тоа да бидеш сам свој газда, да работиш за себе, при тоа да придонесуваш во општеството, отколку да чекаш и да молиш некого да те вработи, да зависиш од некого. Да бидеш партиски војник, да лепиш постери. Јас многу сум искрен и така да сам свој газда, сам ќе одредиш своето работно време, сам ќе дадеш гаранција за твојата работа, но и ќе имаш можност да вработиш и други лица, бидејќи создаваш фирма, создаваш вредности и така да денеска еден плочкар да бараш не можеш да најдеш во пазарот на трудот и тоа е веќе максимална покачена цена на квадрат на плочкарот е 14 евра во против денеска вредност, значи 50 квадрати дневно сигурно ќе ги изработи секој плочкар, колку што сум информиран јас и тука кога ќе ја погледнеш платата на еден плочкар, мислам дека е прилично како плата еден министер или на премиер. Така да не е страшно да бидеш занаечија, него е привилегија и може да вработиш луѓе и да придонесеш и за невработеноста и за сузбивање на сивата економија. Бидејќи мерката на владата што ја и даде оваа година е дупло покачена од претходните оперативни планови. 44 милиони се дадени, ние со министерот Дурмиши и заменик министерот Ристевски ја прикажавме таа мерка низ сите градови и ја прифатија младите лица кои беа невработени и сега имаме голем интерес за придобивање на таа мерка, големи пријавувања. Мислам дека нема да бројот е дупло од апликантите од што беше претходните други години. И тоа е за поздравување. Да. И токму од таа причина јас ви ветувам дека наскоро повторно ќе се видиме. Само за да бидеме мотивација на младите луѓе да почнат да се занимаваат со занаетчиството. Ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Благодарам на поканата.